да ги истрошите сите 10 минути. Благодарам, председателе. Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги, денес пред нас е Законот за изменување и дополнување на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, кој е тесно поврзан со Законот за работно ангажирање на лица, две законски решенија кои, ако ги гледаме суштински, не се само правно усогласување, туку јасна економска и социјална политика. Ова, почитувани, е политика што конечно ја препознава и признава реалноста на пазарот на труд во Македонија, особено во секторот кој мене ми е посебно битен, а тоа е туризмот и угостителството, сектори кои што со години беа оставени да се снаоѓаат сами. Прво, мора да го споменеме Законот за работно ангажирање на лица, донесен во мај 2025 година, и второ, измените и дополнувањата на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, со кои денес вршиме неопходно и логично усогласување. Зошто е ова важно? Затоа што овие законски решенија во денешни услови, кога се соочуваме со страшен недостиг од работна сила, заради што компаниите секој ден мака-мачат за да функционираат нормално, ставаме ред во сезонските вработувања, обезбедуваме флексибилност за работодавачите и најважно обезбедуваме права и заштита на работниците. До вчера невработено лице мораше да бира или ќе прифати по време на работа и ќе ги изгуби своите права, или ќе остане невработено без реална можност за приход кој му е неопходен за опстанок. Тоа, почитувани, беше систем што ја туркаше работата во сивата зона, а со овие законски измени тоа се менува. Овие закони представуваат значаен исчекор кон регулирање на сезонското и привременото вработување во еден од најзначајните сектори, како што спомнав, туризмот и угостителството. Јас сум навистина среќна што после 7 години не правење ништо во делот на туризмот, денес имаме закони кои се од огромна помош за туристичко-угостителските работници, како за работниците, така и за работодавачите. Имено, со овие законски решенија, освен што ќе се намали недостигот на работна сила во угостителството, истовремено се нуди правна заштита, флексибилност и можност за раст како за работниците, така и за работодавачите. За работниците, овој закон значи легално вработување, здравствено и пензиско осигурување. За младите, студентите и невработените лица пак добиваат можност за влез на пазарот на труд, за стекнување искуство и дополнителна заработка. За работодавачите, законот овозможува едноставни и брзи процедури за ангажирање сезонска работна сила. Наместо да се соочуваат со недостаток од персонал или да прибегнуваат кон сива економија, работодавачите добиваат пристап до мотивирани и обучени работници кои ќе бидат законски поддржани. Во една држава што тежне кон европски вредности, ваквите реформи се неопходни. Туризмот е економски мотор кој бара брзи и одржливи решенија, а овие закони се токму тоа – баланс помеѓу флексибилност и заштита. Јасно и недвосмислено се утврдува дека невработено лице кое е работно ангажирано согласно Законот за работно ангажирање не го губи статусот на невработено лице, не се брише од евиденцијата и не го губи правото на паричен надоместок. Ова е суштинска, а не козметичка промена. Ова значи дека државата конечно му вели на граѓанинот работи, биди активен, стекнува искуство, а ние ќе те наградиме за тоа. Почитувани колеги, уште еднаш ќе потенцирам дека меѓу другите сектори, овие закони имаат особено значење за туризмот и угостителството, сектор кој создава над 5% од бруто домашниот производ и кој директно и индиректно вработува над 35.000 луѓе. Но, истовремено, речиси 40% од тие работници беа сезонски ангажирани, често без формален договор, без придонеси и без никаква сигурност.
сигурност. Тоа не беше затоа што работодавачите сакаа сива економија. Тоа беше затоа што државата со години не понуди функционално законско решение. По 7 години целосна стагнација во туризмот и угостителството, денес конечно носиме закони што ја признаваат реалноста дека туризмот е сезонски, динамичен и дека бара флексибилни и уредни решенија. Недостигот од работна сила е реален и сериозен проблем и јас како охриѓанка најдобро го знам тоа, бидејќи недостигот од работници во охридските хотели и ресторани најчесто го покриваат млади луѓе и средношколци. Тоа јасно покажува две работи. Прво, дека интерес за работа постои и второ, дека имаме законска рамка која го овозможува тоа. Со новиот закон работниците добиваат формален договор, здравствено и пензиско осигурување, а младите, студентите и невработените влез на пазарот на труд, искуство и дополнителен приход. Истовремено не ги губат веќе стекнатите права, како што е социјална помош, надоместок за невработеност, стипендија или право на студирање. Ова, почитувани колеги, е директен удар во срцето на сивата економија, не со репресија и со притисоци, туку со логика и разум. Посебно значајно, што треба да се потенцира, е фактот дека Законот за работно ангажирање на лица беше донесен инклузивно, преку јавни расправи беа прифатени забелешки од УЈП, Агенцијата за вработување, надлежните министерства, експертите и граѓанскиот сектор. Вметнавме и 33 амандмани од различни политички партии и ова е пример како треба да ги носиме системските закони. Со измените на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност го затвараме кругот. Го усогласуваме системот и овозможуваме доследна примена без правни празнини и без простор за произволно толкување на законите. Почитувани колеги, ова се закони за работникот, закони за стопанството и закони за инспирирани и креирани од реалниот живот и реалните потреби на македонската економија. Ова се закони за економија што треба да живее од луѓе кои што сакаат да работат и фирми што сакаат да опстанат. Ова е дел од нашата визија за социјално одговорна економија, за Македонија која тежне кон Европската Унија и во која трудот е вреднуван, заштитен и праведно платен. Како представник на парламентарното мнозинство, јасно и гласно ја давам својата поддршка за овој закон и ве повикувам сите да го сторите истото за нашите граѓани, за нашиот туризам, за нашата економија и за нашата иднина. Ви благодарам. Благодарам.